денеска сме во Охрид, продолжуваме на секаде низ Македонија, онаму каде што се работи, каде што градоначалниците на ВМРО ДПМН и коалицијата работат, за разлика од овие од владата на СДСМ и ДУИ кои што крадат. Тоа е една голема и суштинска разлика која што граѓаните ја направија на локалните избори, а убеден сум дека таа разлика ќе ја направат и на следните предвремени парламентарни избори, кои што многу брзо ќе се случат. Од она што можам да го заклучам и видам од досега со градоначалникот Пецаков што разговаравме и што го видовме на лице место, после 5 месеци повторно Охрид започнува да се гради, да се движат работите и ќе продолжи во таа насока. Иако беше изминатиот период некако сето замрено и стопирано на цела Македонија, вклучително и Охрид, но сега од ова што можам да го видам овдека, градежната офанзива и е дел од Охрид и проектите овдека во Охрид. И јас ја користам оваа прилика да им честитам и нему и на неговиот тим од луѓе кои што се овдека, кои што тоа го работат, и да ги охрабрам уште позасилено да продолжат да работат во периодот кој што следи. Знам сега дека можеби ќе биде малку посложено, бидејќи доаѓаат месеците кога започнува туристичката сезона дека во Охрид, но пред и после тоа треба уште позасилено да покажеме на граѓаните дека сме ние различни, што впрочем тоа и го покажува и Пецаков и луѓето кои што се дел од неговиот тим овдека во општината. Јас сум задоволен од тоа што гледам низ Македонија, низ градовите, ќе повторам уште еднаш каде што се градоначалниците од ВМРО ДПМН и од коалицијата. И задоволен сум бидејќи правиме разлика и тоа го гледам и на анкетите, тоа го гледам и во бројките. Тоа е практично онаа повратна информација која што добиваме од граѓаните на, би рекол, 5-6 месеци од завршувањето на локалните избори. Многу беше важно каков е првиот впечаток и можам да кажам дека во сите оние општини каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМН и коалицијата, впечатокот е навистина позитивен и е многу подобар отколку тој кој што беше пред да се случат овие локални избори. Бидејќи, знаете, немате можност за прв впечаток втор пат да оставите. Првиот впечаток еднашка се остави. Така што, еве, тука би завршил. Одлично е ова што се работи и ги охрабрувам така да продолжат и во иднина во периодот кој што следи. Ви благодарам. Ако имате прашање, повелете. Бугарија по отворањето на културниот центар во Битол непрестанува да провоцира. Вчера ги посетија во Ново село бугарските гробишта на паднати војници и при тоа кажа дека не била поканита македонската делегација. Османи го кажа тоа. Како го коментирате? Јас не знам дали бил Османи поканет или не бил, но мислам дека не ја кажува вистината. Мислам дека бил поканет. Но тоа е друга тема на која што тој треба да даде одговор. Но знам сигурно дека градоначалникот на Ново село кој што беше поканет не отиде. И немаме намера ние како ВМРО ДПМН и градоначалниците од ВМРО ДПМН да даваат легитимитет на луѓе кои што за време на Втората светска војна фашистички окупирале Македонија, а денеска така и се однесуваат. Кога Европа се обединува околу тоа што се случува во Украина, очекувам истата таа Европа да се обедини околу тоа што Бугарија го прави на Македонија и конечно во јуни да ги отпочнеме преговорите со Европската унија. Ако тоа зависи од Османи или од Ковачевски, бидете сигурни дека нема да се случи. Но јас ги охрабрувам лидерите на земјите членки во Европската унија. Исто така како што се обединев околу кршењето на меѓународното право во Украина, да се обединат околу кршењето на меѓународното право кога станува збор за Македонија и правото кое што и се крши и се оспорува од страна на една земја членка на Европската унија поради нивните хегемониски барања и не спречува изминатиот период да ги почнеме преговорите. Навистина жално и тажно што ние во 21 век се уште зборуваме за вакви теми. Овој народ треба да покаже и докаже дека местото му е таму. Местото е во Европа. Овој народ многу направил за таа иста Европа и овој пат очекува Европа да се обедини околу прашањето на Македонија и конечно во јуни да почнеме да преговараме со таа истата Европа. Потоа, колкави знаења имаме и какви вештини имаме, тоа веќе зависи од нас. Спомнавте Османи, делно одговоривте на моето второ прашање. Најавно оптимистички да почекаме до јуни, Бугарија можеби ќе го тргне ветото за Македонија, но не кажа што ќе се случи доколку тоа не се постигне.
повторно ќе кажам дека ако некој нешто направи, тоа е Европа. Османи продолжува да не ја говори истината и да го манипулира народот, бидејќи тоа што го слушаме од Софија е дека сигурно ќе нема преговори. Единственото нешто што може да се случи е да се случи таа прва меѓувладина конференција. За јавноста што е прва меѓувладина конференција, се извинувам? Тоа е фолклор, настан без суштина, ќе сеисликаат членовите на Европската комисија и на македонската влада и тука завршува се. Нема да почнат преговорите, се додека целокупната преговарачка рамка ние не ја испочитуваме. Во таа преговарачка рамка ќе бидат вклучени барањата од страна на Бугарија. Вклучително интервенцијата во македонскиот устав. ВМРО ДПМН нема да ги поддржи тие промени во македонскиот устав, бидејќи за тоа се потребни 2/3, токму поради тоа што немаме никаква гаранција дека со тоа се затвараат сите отворени прашања помеѓу Македонија и Бугарија и дека до самото членство на Македонија во рамките на Европската унија нема да имаме повеќе вакви хегемониски барања од страна на политичарите кај нашиот источен сосед. Ке повторам, Османи повторно не ја говори истината и ги манипулира граѓаните. Едно е јасно, ако зависи од него, од Ковачевски и од Петков, преговори нема да има. Има во најдобар случај меѓувладина конференција, односно настан за камерите и за фотоапаратите. Без суштина. А преговори ќе има кога ќе бидат исполнети бугарските барања, кои што Ковачевски и Османи сакаат да ги прифатат и да бидат дел од преговарачката рамка. ВМРО ДПМН, ќе повторам уште еднаш, нема никогаш да се согласи на тоа. Скоро образување на изјавата на Бојан Османова што го кажете сега, значи тој изјави дека доколку не добиеме датум во јуни, тие се спремни да разговараат за сите теми кои ги предложивте. Како ја коментирате таа изјава? Несериозни се, повторно ќе кажам, овие коментари од господинот Османи. Јас неколку месеци поред повикувам на диалог, повикувам на разговор, бидејќи Македонија е во криза. Овие луѓе се во моментот еве ќе се обидам да не ги навредувам, да речам дека биле неспособни, бидејќи се жалат дека сум ги навредувал кога ќе кажам дека се неспособни, едноставно ќе кажам невешти да се справат со реалните проблеми, односно со кризата која што самите ја наметна, вака како што е. Јас го повикав Ковачевски да седнеме да разговараме, нека го земе он со него и Османи, нека го земе и Ахмети, нека го земе и Љупчо Ѓоргиевски, нека дојде и со Павле Трајанов, со Маја Морачанин, Горан Милевски, со сите, со цела коалиција. Еве, јас ќе бидам со моите соработници да разговараме за дата за предвремени избори, а до тогаш му нудам 4 тима да му помогнат колку толку да ги облажиме ефектите од оваа кризна состојба во која што се најде нашата земја, односно се најде Македонија. Ковачевски кажа дека не е спремен на диалог со точка на дневен ред предвремени избори и дека проблем е активната блокада. Ваш став? Мојот став е дека до 10 има рок, нека не брза, нека размисли, после 10 ние си продолжуваме според она што го усвои извршниот комитет на партијата, тоа е активна блокада на македонскиот парламент. Уште едно прашање. Излезе статистика за укупниот долгови на државата и внатрешни долгови. Како го коментирате тоа низ призма на новото најавено задолжување од 900 милиона? Јас реков дека тие 900 милиона не се нити за ликвидност, нити за државни резерви. Тие се наменети за проект кој што долго време го најавува ДУИ, а Ковачевски и останатите околу него само ќе бидат неми наблюдувачи на тоа што се случува и во насока на тоа како подготовка на реализација на тој проект е промена на собствеништвото во една голема градежна компанија во Македонија. Денојуве сето тоа јавноста ќе го види во детали. Инаку, што се однесува до долгот, можам да кажам дека скоро 400 милиона евра е долгот, според Народна банка, во првиот квартал на владата кон доверителите. Во првиот квартал. И тој е отприлика на истото ниво, како што беше и во четвртиот квартал од минатата година. 400 милиони евра. Со таа разлика, што долгот кон јавните институции е намален, за некои 45-6 милиони евра, но за некои 45-6 милиони евра е зголемен кај приватните доверители, е некаде сега околу 70-75 милиони евра, што е
сериозна бројка, затоа што на тој начин не само што не се помага на стопанството, туку му се одмага. Затоа ако тие навистина сака да помогнат, нека си го платат долгот на приватните компании, за да можат приватните компании да даваат плата, да вработуваат луѓе и да се развиваат. И во насока на тоа, еве користам оваа прилика тука во Охрид, сега зборував и со градоначалникот, да напоменам една работа за каква деструктивна влада станува збор. Во парламентот во процедура има закон за задолжување кај Светска банка со отприлика 62 милиони и 863 милиони евра, пари кои што се наменети за инфраструктурни проекти за општините. Патишта, канализација, водовод и така натаму. Во Комисијата за финансирање буџет со која што претседава пратеникот Бојан Стојановски од редовите на ВМРО ДПМН, нормално овој закон е поминат и овој закон сега се наоѓа во законодавно-правната комисија со која што претседава кадар на СДСМ. И тој закон се кочи. Без никакво образложение не се става на дневен ред. Знаете зашто? Затоа што ВМРО ДПМН победи на локалните избори и сега тие пари треба да дојдат во општините во кои што се градоначалници ВМРО ДПМН и тие градоначалници за да се прикажат во јавноста како неуспешни, се кочат овие средства, а на тој начин се осакатуваат граѓаните. Еве тука во Охрид треба да дојдат 1.100.000 евра. 1.100.000 евра, разговараме со градоначалникот, е сосема доволно да се асфалтираат километри улици кои што со децени не биде асфалтирани, да се направат канализација. Ете таква е нашата власт. Власта ги бойкотира општините, зошто не биле од СДСМ, биле од ВМРО ДПМН. 1.100.000 евра треба да има тука во Охрид инвестиција во локални патишта и во канализација и во водо. Еве, таква власт имаме ние денеска во Македонија. И во Струга се отприлика 1.100.000, во Дебарце се негде околу 650-670.000. Значи се на се во регионов околу 3 милиони евра, некој ги кочи, еве во Струга не е ВМРО ДПМН. Ама сега и тие во Струга не може да ги имаат тие пари, затоа што во Охрид е ВМРО ДПМН, затоа што во Ресен е ВМРО ДПМН, затоа што во Прилеп, во Битола, во Скопје е ВМРО ДПМН. И сега граѓаните треба да газат кал, да има прашина, да нема канализација, да има поплави, да нема чиста вода. Зошто? Затоа што СДСМ решил да го кочи овој заем. Еве, за таква власт станува збор. Шокантно е, но тоа е што е. Ние мораме да се бориме и заедно со народот мораме да ги поразиме, за да не зависиме од никого, мора да добиеме мнозинство во парламентот за да ги тргне на Македонија. Во спротивно, еве, тоа е реалноста во која што за жал ние денеска живееме.